да не се плашат, јас би рекла само да бидат рационални и да направат математика. Ние многу преувеличуваме кој е ризикот во бизнис, но никој не го смета ризикот да бидеш вработен, да работиш една професија или да ги менуваш 10 професии и да пресметаш, секој од нас да пресмета која е платата која што ја посакува, а да не биде Кристијано Роналдо. И тоа да го работи во следните 40 години, затоа што толку максимум може да работиме, сумата што ќе ја добиете нема да ви се допадне. Тоа ве и гарантирам дека најголемите соништа што ги имате или и никој нема да ви се допадне затоа што нема може да ги реализирате соништата што ги имате. Значи и тоа е нешто што никој не го смета. Не ја прави таа математика. Интересна математика и ја не сум ја направил така. А таа математика е убивач на сонови. Замисли да живееш живот каде што по автоматизам знаеш дека нешто никогаш нема да имаш. И имаш друго сценарио, да бидеш предприемач, да може ништо нема да имаш, меѓутоа постои 5%, 10% можеби шанса да го имаш тоа што си го посакувал, но бар имаш шанса. И затоа мене не ми е јасно како викаат дека се биде предприемач е ризично, а овдека е сигурно. Што е сигурно освен несигурност цел живот? Не ги гледам и мислам дека повеќе преувеличуваме дека едното е ризично, а другото е сигурно. Мислам дека и двете работи се подеднакво несигурни. Прашањето е само да бидеме рационални, да ја направиме математиката до кога ќе пробуваме едно, до кога ќе пробуваме друго. Меѓутоа и така мислам дека не е лошо да се биде вработен, но апсолутно секој треба да има стартап или да вложува во стартапи. Ако сака да зошто викам стартапи? Затоа што таму има голема шанса за раст. Во неколку. Континуирано, како купување на акции, веќе ако ја сакате професијата што ја имате. Затоа што така барки имате, главното нешто на инвеститорите, со кои што соработуваме, дека ние сите имаме дете во нас кој што сака да сонува. И кога вложуваш во стартап, кога ќе си легнеш навечер, овие 5% се будни, иако ти работиш регуларна професија си инвеститор. Еден од инвеститорите е човек кој што е во банкар. Меѓутоа кога ќе легнеш навечер, знаеш дека таму еден стартап од овие 10 што вложив, може ќе биде юникорн. Да. И тоа е толку значајно да си легнуваш со таа мисла, да мислам бенефитот од тоа позитивно размислување пред спиење е многу подобро, наместо кога ќе легнеш и знаеш цел живот ќе ми е ист. Буквално. И тоа е нешто што не го рачунаме ние како бенефит и го преувеличуваме ризикот. Нема ништо погрешно во тоа да ти пропадне стартапот.